Ваше блаженство, архиепископ Охридски Македонски на прво истинија на Господин Стефан, Ваше високо преосвещенство, почитувано на професор доктор Билјана Ангелова, ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, почитуван на проректор професор доктор Гечевска, почитуван директор на Институтот за национална историја професор доктор Митко Панов, почитувани академици, професори, научници, директори, учесници, гости и драги студенти. Денес ги отвораме Кирило-Методиевите научни средби, кои еве по трет пат ги отвораме во свечената сала на Православниот Богословски факултет Свети Климент Охридски од Скопје, придружна членка на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Научните средби, посветени на светите рамноапостолни браќа Кирил и Методи, кои ги организираме во соработка со Институтот за национална историја, полека добиваа свое место во македонската научна мисла, која се занимава со проучувањето на животот, делото и наследството на светите браќа. Иако нивната мисија и дело биле реализирани векови наназад, светите браќа Кирил и Методи оставиле длабоки траги во историјата, кои се до денес се видливи за нашите очи. Важноста на нивното дело е огромна, бидејќи на темело што тие го поставиле со проповедањето на Божјото Слово на словенски јазик, преку глаголицата и преводите кои ги направиле, се изгради едната духовност, писменост, литература, култура и историја на словенските народи. Повикот на кнезот Растислав да му бидат испратени мудри учители, кои ќе го проповедаат Божјото Слово на словенски јазик, не бил залуден. Не примил само едноставни учители, туку примил високо образовани и темелно подготвени богослови, кои се докажале не само на збор, туку и на дело. Светите Кирил и Методи биле пред се пастори на словесното стадо, а потоа и преведувачи, просветители, учители и искусни дипломати. Капиталното дело кое останало за нив не се изгубило во просторот и времето на минатото, туку било продолжено и негувано од нивните најблиски ученици и соработници, светите седмочисленици, од кои ги издвојуваме светите Климент и Наум Охридските чудотворци. Ги издвојуваме овие два светитела затоа што тие били идните професори на познатата Охридска школа, која е продолжување на делото на светите браќа Кирил и Методи, нивно директно наследство кое дало богати плодови. Не само на територијата на средновековната Македонија, туку се распространило на сите словенски земји и ќе биде основата за нивната идна литература, култура, писменост и историја. Треба да му благодариме на светиот Климент Охридски за тоа што и покрај тешкотиите по прогонството од Моравија, ете во Охрид ја нашол плодната почва да го продолжи делото на светите рамноапостолни браќа Кирил и Методи. А од таа плодна почва, семето од плодовите на Охридската школа дало плодови и било распространето во тогашните средновековни словенски кралства или кнежества. Например, доказ за тоа е користењето на глаголицата се до почетокот на 20 век во Хрватска и во други земји. Почитувани, научните средби и конференции имаат целта да соберат на едно место научници и истражувачи од една или повеќе научни области, каде што ќе се представат нови научни сознанија. Без разлика на тоа колку и да се чини старо делото на светите Кирил и Методи, постојано има нови аспекти кои се појавуваат во истражувањето на нивното духовно и културно наследство. Покрај истражувањето на нивниот живот и дело во минатото, во современиот свет истражувањето се преместува на влијанието кој го има нивното дело во современата духовност, писменост, литература, култура и историја. Затоа, нивното наследство е живо и актуелно. Ако и во 21. век може да бидат актуелни и уште да бидат истражувани, например античките филозофи Платон и Аристотел, тогаш толку повеќе треба да го насочиме вниманието на наследството кое ни го оставија светите Кирил и Методи. Затоа ги имаме овие научни средби, каде современите научници, истражувачи и професори, кои се активни во различни области на науките, се сретнуваат да го дадат својот научен придонес во откривањето на нови аспекти од животот и наследството на светите Кирил и Методи. Имајќи го тоа во предвид, дека наследството на свети Кирил и Методи е живо и актуелно, гледаме позитивно на еднината на овие научни средби, кои го носат нивното име, со надеж дека во иднина ќе прераснат во настан за кого ќе се слушне и пошироко на нашата земја и ќе се појави интерес за откривање на влијанието кој останало до денес и кај другите словенски народи, како и во европската историја и култура.
Дозволете ми да изразам благодарност до учесниците на Кирило-Методиевите научни средби, како на претходните две изданија, така и на денешново трето издание, за нивниот научен придонес во истражувањето и продлабочувањето на духовното и културното наследство на светите браќа Кирил и Методи. Исто така, благодарност и до Институтот за национална историја за прекрасната соработка со нашиот факултет. Ви посакуваме добре дојде на Православниот Богословски факултет Свети Климент Охридски во Скопје. Чувствувајте се како дома, а на учесниците им посакуваме успешна работа. Ви благодарам.